Се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господинот Джелал Хоџик, председател на СДА. Господине Хоџик, добро дојдовте повторно во студио 10. Благодарам на поканата. Стана пракса барем еднашка до два пати годишно се гледаме. Поздрав за вашите гледачи и благодарам уште еднаш на поканата. Да, секако, кај нас мислам дека на политичката сцена секогаш има актуелности, секогаш е интересно, секогаш нешто се случува, има за што да се зборува. Го имаме тој благодет да секогаш биде интересно на политичката сцена. Да. Оно што е најново, знаеме дека имаше во последниве денови некакви интензивни разврски во однос на политичко криминалната сцена. Ајде да речеме, имавме и некои акции на МВР за организирани криминални групи, но имаме и еден политички аспект со процесот за лотарија, кој што според министерот Тошковски опфатени се и поранешниот премиер Ковачевски, и поранешниот вице-премиер Артан Груби, и директорот на лотарија, тогашниот и така натаму. Информациите се дека господинот Груби избегал од државата, тој самиот негира дека избегал, вели дека ќе се врати. Ќе видиме како гледате на овој процес, бидејќи ова е последно што се случува. Прво, во една општа ситуација, еден општ одговор е било дека сите честни граѓани на државата сакаат да гледаат интензивна борба против криминалот и корупцијата. Во политичката култура е секако дека презумцијата на невиност треба да биде задржана. Она што последно успеавме и да го прочитаме од статусот на, да речеме, на поранешниот вице-премиер господинот Груби е дека он најавил дека ќе се врати. Са бајле гледаме дополнително некои нови вести во таа работа и исто гледаме вести кои се разликуваат од оние позиции на министерот за внатрешни работи, кој вели дека во таа акција е и поранешниот премиер и секретарот на влада. Излегува вести по медиумите дека и поранешниот премиер и секретарот на владата не се во таа акција, така да гледаме и една динамика на различни вести од обвинителството и Министерството за внатрешни работи, така да времето ќе ги покаже резултатите на акцијата. Верувате, мислите ли дека тука имаме еден реален аспект на борба против криминал и корупција, нешто што институциите по дефолт би требало да го прават, или гледате можеби и некаква политичка пресметка, бидејќи се работи сега за политички ривали, ајде да речем? Да сме ние уредено вистински демократско општество каде што институциите на системот си работат работата, вие воопшто немаше да го поставите ова прашање. Значи, самата дилема произлегува од тоа дека и, да кажеме, партијата која е на власт во овие 6 месеци има едно минато, едно наследство од поранешниот премиер Никола Груевски, кој исто така во бегство во Будимпешта, да има едно минато на прогон на неистомисленици. Ние од тогаш во официјалните извештаи на State Departmentот, на разни организации за човекови права, знаевме дека се забележани политички затвореници. Јас не велам дека ова случај сега, него зборувам за одреден контекст. И вистински предизвик ќе биде за ВМРО ДПМН и за власта да од една страна испорача она што сите граѓани сакаат да го видат, сите честни граѓани сакаат да го видат од една страна, она што е вистинска потреба на општеството и на државата, борба против криминалот и корупцијата, но од друга страна тоа да не добие еден предзнак повторно и да го отргнат она што се нарекува нивно минато, а тоа е борба со политички неистомисленици. Главната разлика во сето тоа се нарекува неселективност. И сега, од оваа дистанца, се јавуваат сомнежи нормално, но времето ќе покаже, мислам дека факторот на неселективност ќе потврди едната или втората теза, што ние во иднина ќе видиме. Добро, кога зборуваме за господинот Груби, тука ми се чини дека работите
Може би се појасни, бидејќи претходно беше ставена и на американската црна листа, и тоа скоро, сега, што сепак е една сериозна индиција за корупција, бидејќи самата листа е направена на база на корупција, така е кажа. Соединетите американски држави во континуитет објавуваат црни листи. Соединетите американски држави се стратешки партнер на Република Северна Македонија и после секое објавување на црни листи, таму на таа листа има повеќе имиња и презимиња. Последното е со господинот Груби и со судијата. Беджети. Така. Ние доаѓаме во една дебата зашто Соединетите американски држави објавуваат на црна листа луѓе за, да кажеме, одредени сегменти, а нашите институции или делуваат, или реактивно, или не делуваат, или реактивно делуваат. Моментот кој го имаме сега е една дебата која секогаш некако се прекрива и од страна на медиумите, од страна на општествените членители, а тоа е дека нашето општество, кое е определено за членство во Европска унија и нели веќе оствареното членство во НАТО и стратешкото партнерство со САД Европска унија, треба да усвои закон за рестриктивни мерки. За да тие црни листи имаат повеќе влијание институционално. Јас, да речеме, сметам дека луѓе кои се на црните листи на Соединетите американски држави не треба да се занимаваат со јавниот живот. Тие во континуитет покажуваат дека многу порано известуваат за одредени случувања отколку нашите институции. Сега да видиме, ако да се тоа не се претвори во еуфорија, власта има одредено мнозинство, коалиционите партнери во владата, сите три групации ВМРО, ДПМН и Знами и ВЛЕН имаат еден предизвик. Пошто се повикуваат на црните листи на Соединетите американски држави, а сите заклучуваме дека тие се добар сигнал за нашето општество и еве сега сите збориме дека тие се наши стратешки партнери. Имаше таму еден закон за рестриктивни мерки, одлична шанса за да има поголем ефект во нашето општество, да биде усвоена во периодот кој следи, односно на почетокот на следната година. Да, ова се надоврзува и со претходните турбуленции политичко-етнички, да речеме, кои беа поврзани и со излегувањето на ДУИ со пред Уставниот суд за законот за јазици, каде што ДУИ во континуитет претходно обвинуваше за дестабилизација, за влошување на меѓуетничките односи, нешто што владата и ВМРО ДПМН како носител на владеачката коалиција го негираат, но и тие велат дека всушност со тие политики ДУИ само се обидуваат да го бранат криминалот кој, како што велат, ќе излезе на виделина. Ке дозволите само да ве поправам, најави за обиди за дестабилизација имаш отворени премиерот. И од премиерот, да, така. точно. Некаде пред почетокот на изборната кампања имавме националистичка кампања од страна на ВМРО ДПМН, во која се водеше под слоганот Македонија повторно твоја. Они алудираат на политиката Македонија на македонците. Потоа таа политика во кампањата доби одговор и од албанските политички партии, тоа се и ДУИ, замеруваат дел од македонските политички елити за скандирањата на УЧК на плоштадот, кои исто така беа одговор на претходните. Потоа имаше и ВЛЕН одредена своја кампања. Потоа од кога се создаде владата со едно широко двотретинско мнозинство, така велат дека е, имавме националистички препукувања меѓу партнерите внатре, Знам и ВЛЕН. Значи една тенденција да се во општеството да јавањето на националистичкиот популизам да се проба да се каже дека ете можело и другачие. Што е тоа другачие и што е тоа што сметало е прашање нели за една посериозна и поширока дебата. Она што е резултат вистински, кога ќе подвлечете црта на сите анализи е ние дека имаме стопиран пат кон Европската унија и за жал имаме настани
кои се резултат на подгреани етнички тензии. Последното е прославата на денот на албанското знаме, каде што имавме еден, можам слободно да кажам, нецивилизиран гест на дел од тие кои славеа, не сите, да се запали државното знаме, па потоа гледавме на социјалните мрежи како други палеа албанско знаме и така натаму и така натаму. И сега ние се доведовме во ситуација да едно 7 години претходно вакви прослави проаѓаа без никакви етнички проблеми. Сега од еднашка имаме блокиран европски пат, али имаме жешка тема на домашњата политичка сцена, што се нарекува национализам и патриотско препукување. Сакате да кажете дека на некого му одговара тоа, за да се насочиме кон таа насока? Па, тоа е секогаш кога е блокиран европскиот пат на државата, ние тоа го имавме порано. Сетете се од 2008 навака. Тоа по дефолт внатре влече етнички поделби во нашето општество, а Македонија, Република Северна Македонија е држава која е мултиетничка и мултикултурна. И сега ние имавме еден консензус општествен дека ќе идеме према Европската Унија. Сега во еден момент гледаме дека тој пат е стопиран на еден доста неаргументиран начин, туку е начин на некаква рефлексија и рефлексен одговор, и секако дека тоа е една од причините за појавување на етничките тензии, и тука власта, таа е власт, има 2/3 во собранието, има посебна одговорност да го менаџира сето тоа и да се справи со сето тоа. Да, добро, еве премиерот Мецковски вели дека тој нема, оваа влада нема веќе да прават никакви отстапки, дека ќе оди во Брисел па денеска мислам дека рече дека ќе оди во вторник, значи дека ќе оди во Брисел, дека тоа ќе им го каже, дека нема да прават веќе отстапки, и доколку сакаат отстапки, како што вели, нека се најдат нова влада. Отприлика тоа ми се чини преведено дека оваа преговарачка рамка за нас е неприфатлива, владата, како што велат, бара друга преговарачка рамка. Добро. Или менување. Значи, следствено на тоа треба да излезат, да кажат јавно дека се откажуваат од патот кон Европската Унија и да ни кажат која е алтернативата за тој пат. Тие барања се барања на Европската Унија. Ние сме тие кои што сакаме да влеземе внатре. Што е спорно во промената на преамбулата на Уставот? Вие имате изјави каде што они велат дека таа промена на преамбулата не е проблем, но сакаме гаранции да нема одредени кочници понатаму. Значи, вие морате да направите едно демократски амбиент во општеството, каде што секој граѓанин, без разлика на етничката позиција и на верската и политичката, ако сакате, дури на крај определба, треба да се чувствува комотен. Интегрирањето на помалку бројните заедници, кои не се спомнати во Уставот, само го зголемува потенцијалот за раст на демократскиот раст на македонското општество. И која е таа закана која ние би ја имале ако внесеме 3.500 бугари од последниот попис, да ги внесеме во нашиот устав споменати. Второ, ние гледавме такви примери каде што Европа во некои слични ситуации, да речеме ова со Хрватска, кога они влегуваа во Европската Унија, им рече или ќе ги наброите сите заедници и доста помалку бројни, таму има заедници спомнати кои се по 20 и 30 или 50 луѓе, во десетици се бројат, или ќе ги избришете сите. И сега ние сакаме демократско и инклузивно општество или се откажуваме од тоа. Дополнително и ние имаме различни тонови. Оваа позиција на ВМРО ДПМН, која е сега, да видиме дали ќе остане после Брисел, е поддржана од ЗНАМ, али имаме една друга реторика од коалицијскиот партнер ВЛЕН, кои зборуваат дека ќе се случат уставните измени, нормално отстапуваат од некои реторики претходно, и сега треба да го видиме моментот, дали позади тоа ќе застане ВЛЕН, дали ВЛЕН ќе застане позади само изолационистичката политика на македонската влада, односно откажувањето од европскиот пат. Да, ќе видиме како ќе се развива таа приказна, бидејќи владата вели дека
премиерот Мицковски вели дека тој има идеи, ќе видиме дали тоа е остварливо и како ќе се ефектуира. Кога зборуваме за тој европски пат, тука е важна и да речеме политичко-идеолошката позиција на државата како е ориентирана. Има некакви анализи, ајде да не кажам обвинувања, дека Македонија некако политичко-идеолошки се врти повеќе кон оската север-југ отколку кон оската исток-запад и дека тоа намерно се прави. Тоа може да се види и од почетните обиди за напуштање на проектите за коридорот 8 према Бугарија, што потоа Европската унија го коригира на некој начин, од изјавите кои се даваат, од градење на брза железница, исто така север-југ и така натаму. И така се од тоа произлегуваат тие анализи. Верувате ли вие во нешто такво? Гледате ли таков развој на нас? Добро, не е спорно дека новиот премиер, уште во опозиција неколку пати идеше кај Орбан и дека ги следи тие политики, дури има неколку изјави каде што вели дека се прави ново стратешко партнерство со Орбанова Унгарија и дека сите кои следиме и геополитика, но и следиме демократските процеси во државата, во регионот и низ светот, јасно ни е дека Орбанова Унгарија има сериозен дефицит на демократски процеси внатре во својата држава. Владата видовме дека позајми милијарда евра од Унгарија во две транши по пола милијарда евра. Има сериозни анализи и вестници не само во државата, туку и во регионот, кои пишуваат дека таму се работи тоа за кинески пари. Сега во една ситуација кога светот е поларизиран во еден судир на страна руската агресија врз Украина, туку во еден судир на авторитарните и недемократски режими со демократските системи, ние одбираме да владата, за жал, одбра да полека го менува курсот на Република Северна Македонија и тоа секако ќе има одразување внатре. Пошто ние, главната поделба во нашето општество, кое е мултикултурно по природа и мултиетничко, не се етничките поделби и верските, туку се идеолошките оние, кои ја гледаат Република Северна Македонија како демократска и развиена држава во Европската унија и оние кои сакаат Република Северна Македонија да ја видат во друштво со авторитарни лидери, во регионот е Вучич, Орбан и таа линија во Путин. Денови ве гледавме како агресорот Путин има пофални зборови за Орбан и дека има капацитет, замислете, да изнесе мировен план за војната и руската агресија во Украина. Така да тие сигнали се веќе јасни. Јасна е позицијата тука и на ВМРО ДПМН и на знам како нивни партнер. Нејасна е позицијата на Влен во владата. Тие тргнаа во кампањата со позиција дека нема прво Таравари збореше дека нема да се кандидира за претседател. Имаше една иницијатива да прозападните сили имаат еден заеднички кандидат, се кандидираше. Тоа идеше директно на рака на актуелната претседателка. Потоа Таравари велеше дека нема да направат влада со оние кои не сакаат уставни измени. Се случи. Во кампањата исто велеше дека на првите седници ќе стават на гласање да се излезе од иницијативата Open Balkan, која завршува трагикомично и никој во нашето општество од власта нема сила да му каже на Вучич дека е завршена и веќе е трагикомична таа иницијатива, е распадната на парампарчиња, за од кога ќе седнат во столчињата да каже дека за 6 месеци, ако владата не ги усвои уставните измени, ќе излезат, и откако поминаа 6 месеци, еве сме декември, се спремаме да влеземе во новата година, велат, абе ние сме за, ама ВМРО ДПМН не е за, и сега ние што да правиме, еве која и да биде, ние ќе гласаме. И интересно е да во едно интервју вчера кој го гледав на една друга телевизија, премиерот ја кажа истата теза во одбрана на Влен. Вели, абе они се за, ама ние одлучуваме.
Така да во една таква ситуација нивната позиција, која во овој момент они имаат очигледно еуфорија врз ударот на Дуи и наоѓањето на Артем Груби на црната листа, многу брзо ќе остане без политички простор, затоа што од една страна ќе треба да бидат соучесници во изолацијата на Република Северна Македонија заедно со државата на Александар Вучич под целосно спонзорство на Виктор Орбан. Да, но кога велите дека Отворен Балкан не функционира, тука имаме една контрадикција, ајде да речеме, нека и вас туку како појава имаме контрадикција, каде што Отворен Балкан беше проект кој беше силно поддржан од минатата влада. Можам да кажам дека ВМРО-ДПМН како опозиција некако беше неутрална во поглед на проектот, не го напаѓа, не се не изјаснува пофално, додека вреди, особено господинот Таравари, беа изричито против тие и кажа. Има изјави на против и од премиерот сегашен Мицковски. Од ВМРО доаѓаа разни гласини по таа иницијатива, но за гледачите кои можеби имаат на некои негови ставови кои беа во смисло као воздржувачки. Секоја иницијатива која е добра за Македонија би ја поддржале, така. Не имаше и став во кој вели чекај, ама каде е границата? Проба да збори нели за суштината на проблемот на Опен Балкан, зашто Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина не сакаат да влезат. Но пред да продолжам во објаснувањето, чисто само за гледачите, уште доека иницијативата беше во најава како иницијатива на Мал Шенген и првично објавена како иницијатива на Мал Шенген, јас го најавив со еден критички текст кон таа иницијатива на порталот тогаш Плюс Инфо и превземене тој текст на повеќе портали, дека е тоа еден погрешен чекор за Република Северна Македонија, да се ставиме во функција на, да кажеме во овој случај, на Србија и на ентитетот Република Српска во кочењето на иницијативата што се нарекува Берлински процес, позади која стоеше Европската Унија и со иницијатива, и со средства, и со финансии. Ние ја прифативме понудата на еден авторитарен лидер, како што е Александар Вучич, да влеземе во една иницијатива каде што не се гледа улогата на Европската Унија, ги нема нивните пари, а ги имаме на видело неговите проблеми и со Босна и Херцеговина, и со Косово, и со Црна Гора, па до скоро нели и со Република Северна Македонија. Сега, од таа призма денеска, точно е дека ниту поранешниот премиер Димитар Ковачевски немаше храброст откога Еди Рама најави напуштање на иницијативата Опен Балкан, да отиде во Белград и да каже: чекајте луѓе, па што се собираме сега ние овдека, кога нема никој освен Србија и Република Северна Македонија, значи иницијативата е пропадната. Можете вие тоа да го именувате како една добра соработка помеѓу Србија и Македонија, или ако сакате повулгарно, дека Република Северна Македонија решила да влезе во српскиот свет. И таа критика стои. Но таа критика сега се реплицира и на ВМРО-ДПМН, каде што господин Мицковски во опозиција имаше еден у најмала рака внимателен став кон иницијативата Опен Балкан и еден сериозен критички став на Влен кон таа иницијатива. И сега последниот саем видовте како изгледа, само кога ќе ја видите сликата, таму го гледате Вучич, го гледате Мицковски, ги гледате Желјка Цвјановиќ на црна листа на Америка и го гледате Милорад Додик на црна листа на Америка. И сега да немаме ние малце двојни стандарди, овие со црни велисти ќе се дружиме со нив или нема да се дружиме со нив. Така да македонското општество треба да собере храброст, македонската влада да собере храброст и да каже таму на тие кои ги покануваат на тие вински собери дека таа иницијатива веќе не постои и треба да добие некаков нов формат и некако ново име, затоа што Албанија излезе од таму. И втората работа, ние го гледаме тој страф и таа во контекст на вашето прашање, кое е легитимно, и кај демократскиот дел од македонската јавност, вие видите на сите мејнстрим медиуми овдека, никој не зборува, никој активист, аналитичар, невладина организација, политичка партија,
новинар, мејнстримот не зборува за студентските протести во Белград. Ниту од активистите продемократски има израз на солидарност за студентите во Белград кои се бунтуваат против еден авторитарен режим. И тоа е сериозен аларм за македонското општество и степенот на поимањето на демократија. И сега вие на студентите во Белград не можете да им залепите дека работат за хрватската политика, етничка налепница, или за бошњачката или за албанската политика, дека работат за Европската унија, дека работат, како нели они го викаат тој терминот НАТО зликовците, дека е Сорос вклучен. Тоа се млади етнички срби кои се бунтуваат против еден авторитарен режим. И од тука тоа ваше прашање и таа ваша дилема станува сериозна, овој пат не за власта, туку за демократскиот дел од јавноста во Република Северна Македонија. Да, добро, немаме уште многу време, ве молам така за еден само одговор на крај во однос на евидентниот пораст на десничарските сили во Западна Европа и во Америка. Не зборувам само за радикалната десница, туку и општо за десницата како идеологија. Тука е преседоаѓението на Доналд Трамп, враќањето на претседател на најмокната држава во светот. Ќе смени ли нешто во однос на американското влијание на Балканот и во Македонија? Прво, екстремната десница е во судири со десно-центар политиките. И ние сега гледаме една иницијатива на радикалната десница, која се судира со десниот центар, но се судира со политиките од центарот и со левиот центар. Има некакво навивање за нив од страна и на ултралевичарските движења. Сериозни истражувања имаат покажано дека ултрадесничарските движења низ Европа имаат јасни индикации за финансирање од Русија. Пред да идеме кај Трамп и во Америка, ние символ на ултрадесното движење во Европа е Орбан. Е Фицо од Словачка. Е Вучич од Србија, кој избега од радикалната партија на Шешелј, која имаше фашистички примеси, и отиде само еден чекор према центарот, но тоа е уште ултрадесна позиција, не е фашистичка, али е ултрадесна. Дополнително, да се вратам само уште на ова. На кого му одговара Република Северна Македонија да не го продолжи својот пат кон Европската унија? Им одговара во геополитичка смисла повторно на тие ултрадесничарски движења и на Русија, а тука Девид Камерон, поранешен премиер на Британија, кога го посети Косово, тоа го кажав и минатиот пат, мислам кај вас, рече дека Србија е прокси на Русија на Западниот Балкан. Второ, кој добива економски од тоа? Добиваат олигарсите кои не сакаат да имаат слободен пазар и здрава конкуренција во Европската унија. Кој е губитник? Губитник е Република Северна Македонија, затоа што не се остварува стратешката цел. Кој е најголемиот економски губитник од тоа? Тоа се граѓаните на Република Северна Македонија, затоа што живеат со доста понизок стандард и сега ние гледаме како во стандардот, економскиот стандард нас не претикна и Босна и Херцеговина, и Албанија, и Црна Гора, па и Србија, за кои ние во почетокот на 90-ти сме биле неколку чекори напред. Тука можете да ги земете просечните плати, јавниот долг и така натаму и така натаму. Сега имаме нова позиција каде што ултрадеснишарите од Западниот Балкан му се израдуваа на победата на Трамп и мислам дека таа математика нема да им излезе, таа радост, математиката и радоста нема да им излезе на крај на пазарот, затоа што сепак Америка е држава, Соединетите американски држави е држава која има систем. И тој систем функционира. И таа држава има своји интереси на среден и на долг рок. А тие се многу спротивставени на движењата кои се ултрадесничарски. Така да сметам дека таа радост нема да испадне на добро, посебно ако се развие овој судир помеѓу зборам судир во една компетитивна смисла помеѓу Соединетите американски држави и оваа конкуренција со Кина, каде што доста од овие ултрадесничарски
политики на Западниот Балкан добиваат финансирање сега веќе од Кина, затоа што нели Русија во Украина е доста заглавена во делот на војната и агресијата. Да. Добро, Хоџик, ви благодарам и за ова гостување. И вие кажавте, доаѓате од време на време во ред, ќе помине уште малку, па ќе се видиме повторно. Благодарам уште еднаш и поздрав за сите ваши гледачи. Ви благодарам уште еднаш. Продолжуваме со Тања Стојановска, активист во О2. Одеме со една кратка пауза за реклами и се враќаме во студиото.